почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Од вчерашниот отчет на градоначалникот Митко Јанчев можеме да видиме дека за 100 дена нема започнато ни реализирано ниту еден капитален проект кој на последните локални избори ги ветуваше и ја бараше довербата од граѓаните. Празните страници од 100-дневниот отчет Митко Јанчев проба да ги потполни со проекти кои се од исклучително значење за кавадарци, меѓутоа кои се реализирани од страна на владата предводена од СДСМ. Во отчетот на градоначалникот наведена е изградбата на детската градинка Сонце, проект кој целосно е финансиран од Министерството за труд и социјална политика во вредност од 57,4 милиони денари. Во склоп на овој проект, Министерството за труд и социјална политика за подобрување на социјални услуги, поддржан од Светска банка, покрај во Кавадарци беа изградени и детски градинки во 17 други општини. Покрај ова, спортската сала во основното училиште Страшо Пинџур, која исто така стои во отчетот на градоначалникот, е проект во вредност од 23 милиони денари, реализиран од страна на Министерството за образование и наука, односно на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. СДСМ преку централните институции реално инвестира во Кавадарци и работи за граѓаните. Единствен проект на општина Кавадарци е изградба на градскиот пазар, кој после 4 години мандат се уште не е завршен. Митко Јанчев во еден мандат не успеа да го заврши единствениот самостоен проект за кој патем ја задолжи општина Кавадарци. За овие 100 дена мандат на Митко Јанчев и мнозинството на ВМРО ДПМН успеа да го украсат центарот на градот, организираа ручек и да воспостават добри релации и соработка со Лапонија и Дедо Мраз, која се надеваме дека ќе продолжи и во наредните години. Во вчерашниот отчет, намерно или не, испуштен е според нас и уште еден важен проект, односно настан од првите 100 дена од мандатот на градоначалникот. Тоа е срамниот, полн со омраза и поделби, фрлената анатема на дел од граѓаните на општина Кавадарци од страна на владиката Агатангел на прославата на Свети Трифун. Чин со кој се сквернави празникот на сите лозари, а за кој домакинот воопшто не реагираше. Сумарно, тоа е учинокот на градоначалникот и мнозинството на ВМРО ДПМН во овие 100 дена. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.